Неизвестна судбината на Лукойл во Европа. Швајцарската компанија Gunvor Group го повлече предлогот за купување на рускиот нафтен гигант, вреден 22 милиарди долари, откако Американското министерство за финансии објави дека аквизацијата нема да добие одобрение, се додека Путин продолжува да војува со Украина. Сега се бара нов купувач, но времето е кратко. До 21 ноември има уште 2 недели. Од Македонско-руската комора се надеваат дека сепак продажбата ќе успе и Лукойл Македонија ќе продолжи со работа. Во однос на тоа какви последици би имало ако не дојде до тоа, сметаме дека и вам и на пошироката јавност и е повеќе од јасно дека доколку компанијата престане со работа, во Македонија ќе останат околу 550 лица без работа. Буџетот ќе биде покреток за сериозна сума на средства, кои се плаќаат од страна на Лукойл Македонија по основ на даноци и други давачки, досега платени повеќе од 850 милиони евра. На потрошувачите ќе им биде скратена можноста за точење на висококвалитетни горива, кои секако влијаат и на екологијата во нашата земја, а ќе се изгуби сериозен партнер во областа на енергенсите. Партнер кој е докажан пријател на сите граѓани и потрошувачи во Македонија, велат од Македонско-руската комора. Во меѓувреме на бензинските пумпи на Лукойл во земјава стои ознака дека не може да се плаќа со виза и Diners картиците. Официјално образложение зошто е забрането нема. Инаку Лукойл е присутен во над 30 земји, вклучувајќи рафинерија во Бугарија и Романија, нафтени полиња во Казахстан, Узбекистан, Ирак и Мексико, како и малопродажна мрежа за гориво од Северна Америка до Европа. Бугарскиот парламент денеска усвои закон за регулирање на економските активности поврзани со нафта и нафтени деривати и назначи вонредни овластувања на специјалниот менаџер во Лукойл, чија цел е да обезбеди рафинеријата во Бургас да продолжи со работа. Тој ќе може и да продава акции. Всяко нещо се съгласува, за да може към 21 ноември да имаме категоричната възможност да уведомиме нашите партньори, че няма да отиде и една стотинка в посока на руски компании, които да финансират войната в Украина. Тактиката, която сме възприели, парите от продажбата да отидат в специална сметка, тя си е на руската компания, но няма да могат да я ползват, така както в Германия, така както в Белгия, така както в нашите партньорски страни. Пред само 2 дена Gunvor предупреди дека Европа може да се соочи со недостиг на гориво и губење на работни места, ако регулаторот не го одобри преземањето на Лукойл. Сега, иако официјално го повлече предлогот, остави отворена можност за повторно разгледување од страна на Американското министерство за финансии. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.